Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ќе ви покажам како сами да си направите цигли од земја. За да си направите цигли од земја, прво што ви треба е глинеста земја. Да дознаете дали има глина во земјата која што е во вашата околина, за да не мора да одите оддалеку и да носите земја, затоа што земјата е сепак тежок материјал. Вие може да тестирате земјата во вашата околина, тоа може да го правите едноставно. Значи, прво земате земја, примерок на земја. Јас земав од најблиската околина земја, потребна ви една тегла и вода. Земјата ја ставате во теглата. Ја полните однос 2:1 со вода. Ја затварате теглата и промешувате. Убаво промешувате земјата со водата. Тоа го правите затоа за да дознаете колку има глина во земјата, затоа што глината е таа која што ги држи циглите компактни. Че глината е како магнет, таа држи се околу себе. И ова го правите затоа што песокот што е во земјата е потежок и тој паѓа доле, а глината испаѓа на површина. И кога ќе се сталожи оваа земја, ќе видите многу лесно може да познаете дали имате глина во вашата почва или во вашата земја. Сега ќе го ставиме малку да се сталожи, па ќе видиме колку глина и дали има глина во оваа почва или земја. Еве, земјата се сталожи и можете да видите дека песокта падна доле, а глината остана горе. Значи, што значи дека оваа земја, која што е во мојата околина, има глина. Тоа голема количина на глина, видите. Скоро 40% може и повеќе на глина има. Ова другото е песок. И значи, тоа значи дека јас со оваа земја можам да правам цигли. А секако и вие, доколку имате глина, можете да правите цигли. А и сега додам да ви покажам како да си направите цигли. Сега да ви покажам како да си направите цигли практично. Значи, потребно ви е земја која што претходно сте ја тестирале дали има глина, ви треба слама и ви треба вода. Значи, додавате вода во земјата, додавате слама и целото тоа го мешате. Го мешате додека целата таа смеса не стане компактна. Можете да мешате како мене со помош на вреќа, со помош на некое шаторско платно, а може едноставно и да го газите тоа со нози и да го мешате со раци, како вас ви одговара. Важно е сето тоа убаво да се измеша и да стане една компактна целина, која што подоцна ќе ја ставите во калап, кој што претходно сте го направиле и ќе си оформите циглата. А калапот можете да го правите колкава сакате големина, значи ставате 4 штички во форма на правоаголник, во форма на коцка и тоа го пополнувате со оваа смеса. Го вадите калапот, ја сушите таа смеса и сте добиле цигла. Многу едноставно. Еве, како што гледате, не треба многу мешање, неколку минути мешање треба, само не ставајте многу вода, да не биде премногу течна смесата, затоа што така потешко се формира и ви треба повеќе време да чекате да се исуши. Гледате веќе како изгледа таа смеса, почиња да си добива некоја конзистентност, некоја густина. Како повеќе ја мешате, таа така се згуснува и веќе може да кажам дека мојата смеса е скоро готова. За секој случај ја промешувам уште малку. Но моментот кога ќе стане таа конзистентна или густа, кога ќе се соедини, веќе немате потреба од мешање. Односно, кога ќе ја свртите, например, вака видите дека таа се задржува една форма. Например, ја гледате, ова е форма како век на леп, што значи дека таа е скоро готова.
Следно што правите е зимате формата кој што претходно сте исковале. И ја ставате смесата во формата. Убаво набивате. Убаво ја полните. Убаво го полните калапот. Притискате убаво. Ставете колку можете повеќе кал во калапот, за да нема празнини во циглата и таа да ви биде појака. И ете, веќе ја имате циглата. Оставате малку да се засуши. Го вадите калапот. И веќе имате цигла. Ви благодарам што евте со мене во уште едно моје видео. Се надевам ова видео ќе ви биде корисно. Се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата преубава Македонија. Поздрав и секое добро!